издание на Newsflash ке гледате. Русија со 75 проектили го гранатираше Киев, како и други градови во Украина. Украинската војска соопшти дека соборила 41 проектила од нив. Сад го празнуваат денот на Колумбо и денот на домородните лица. Струга во мрак, тоа било дел од мерките за штедење на струја. Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Иван Чономовски. Сад денес го слава денот на Колумбо, федерален празник која одбележува годишнината од пристигнувањето на морепловецот Кристофер Колумбо во Северна и Јужна Америка, како и денот на домородните лица. Овој празник буди чувство на гнев кај домородните американци кои веруваат дека на овој начин се напушта грижата за убиствата и експлоатацијата на домородните луѓе во западната хемисфера од страна на шпанските трагачи по богатство. Сепак председателот на САД Џо Бајден минатата година ја потпиша првата председателска прокламација овој ден да се празнува и како денот на домородните луѓе, освен што се празнува како денот на Колумбо. Денот на Колумбо стана национален празник во САД во 1971 година. А од вестите во светот, смртоносни руски ракетни напади го погодија главниот град на Украина. Дел од налетот на, како што рече украинската војска, лансирани 75 проектили врз Киев и другите градови. Киевската полиција соопшти дека повеќето од нападите го погодиле центарот на градот, при што загинале најмалку 5 лица, а 12 други се ранети. Експлозии беа пријавени во повеќе други области, вклучувајќи го и Лавов, Днипро и Харков. Украинската војска соопшти дека соборила 41 од руските проектили. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека Русија цели на цивилни области како и електроенергетски системи низ целата земја, сакајќи да создаде паника и хаос и уништување на енергетскиот систем на Украина. Зеленски рече дека ќе се обрати на итен состанок на групата Г7 и ќе разговара за ситуацијата и со германскиот канцелар Олаф Шолц, како и со францускиот председател Емануел Макрон. Шефот за надворешна политика на Европската Унија Жозеп Борел изјави дека е длабоко шокиран од рускиот напад врз Киев и другите градови. Ваквите дела немаат место во 21 век, напиша Борел на Твитер. Ние стоиме со Украина. Дополнителна воена поддршка од Европската Унија е на пат, додаде тој. Украинскиот министер за надворешни работи Дмитри Кулеба рече дека ја прекинува турнејата низ Африка и веднаш се враќа во Украина, а истовремено ќе се координира со украинските партнери за одлучен одговор на руските напади. Единствената тактика на Путин е терор врз мирните украински градови, но тој нема да ја сруши Украина, напиша Кулеба на Твитер. Путин е терорист кој зборува со проектили, додаде тој. А украинскиот извоз на жито е се поблиску до достигнување на нивото од пред војната. 2 месеци од како Русија и Украина се согласија на Црноморската иницијатива за жито, посредувана од Обединетите нации и Турција. Гласот на Америка известува од пристаништето Одеса. Овој брод товари жито за Авганистан. Бродови како овој доаѓаат на пристаништето во Одеса еднаш неделно од 1 август. Тоа е согласно Црноморската иницијатива за жито за обновување на извозот од Украина во светот. Војната на Русија против Украина го намали виталниот извоз, како што се житото, прехранбените производи и ѓубривата, предизвикувајќи вртоглаво покачување на цените ширум светот. Украинскиот министер за инфраструктура изјави за Гласот на Америка дека пратките со храна од ова пристаниште се упатуваат за Сомалија, Етиопија и Кенија, меѓу другите земји. Најважно за нас е само да ги зголемиме обемот на нашиот извоз. Резултатите од август беа доста оптимистички. Достигнавме скоро 5 милиони тони. Тоа е многу близко до извозот што го имавме пред војната. Значи се надевам дека ќе продолжиме. Обединетите нации забележаа дека Украина, еден од најголемите светски извозници на жито, вообичаено секоја година испраќа околу 45 милиони тони на глобалниот пазар. Извозот продолжи откако Украина и Русија подпиша иницијативата посредувана од Обединетите нации и Турција на 22 јули. Договорот овозможува извозот безбедно да помине низ Црното море од пристаништата во Украина. Украинските власти велат дека иницијативата за коридорот за жито и овозможува на земјата да го одржи својот земјоделски развој и да ги испорача многу потребните залихи на храна до земјите во развој.
Многу луѓе во светот страдаат од недостиг на храна. Ако европејците го чувствуваат тоа во однос на растот на цените, во сиромашните земји луѓето воопшто немаат што да јадат. Враќањето на Украина на земјоделскиот пазар покажува дека ова е сигнал дека сите сме заедно и дека можеме да ги извеземе нашите милиони тони. Експертите велат дека извозот на жито од Украина помага да се стабилизираат цените на храната ширум светот. Овој капетан на брод вели дека војната во голема мера влијаела на поморскиот бизнис и како сириец самиот знае како влијае војна врз луѓето. Оваа војна влијае врз сите. Никој не сака војна. Сакаме да живееме во мир. Шефот на најголемиот украински земјоделски производител Кернел изрази надеж дека коридорот за жито ќе продолжи да работи нормално. На светот навистина му се потребни овие производи. Сите земји имаат побарувачка, а ние треба да го задржиме овој баланс за безбедноста на храната во светот. Проекциите на Обединетите нации покажуваат дека поради руската војна во Украина, околу 181 милион луѓе во 41 земја би можеле да се соочат со криза со храна или дури со целосен глад. Секоја вечер се гаснат уличните сијалици низ Трушките улици и шеталиштето како дел од мерките за штедење на струја. Градот е во темница, граѓаните и туристичкиот сектор велат дека поради ова има и помалку туристи, бидејќи никој не сака да излегува во темен град. Но колку со тоа може да се заштеди и што велат стружани од следниот прилог? Мики Трајковски беше во Струга. Струга потона во мрак, градските власти ги исклучија светилките и се приклучија на мерките за штедење на електрична енергија. Делови од градот, улици како и шеталиштето покрај реката Црни Дрим се во темнина во период од 22 часа до 5 часот наутро. Светло доаѓа единствено од излозите на дуѓаните. Граѓаните не се согласуваат со ваквите мерки. Не треба Струга да е во мрак, тоа е ептен лошо. Апел до градоначалникот, значи баре центарот на Струга да имат улично осветлување. И така граѓаните плаќат по 190 динари во сметкивет. Баре после 1 или после 12 и во Западот така е. Не можете од 9 да немате улично, тоа не е убаво. 100 години имам направено ја, никој не е десено, никој пат. Централи имаме наши, све наши имаме. Ке ја носа струјава, шапа за струја, поима немам. Некој реон треба да е осветлен, посебно Чершивото што имат големи дуќани, едно друго вамо таму. Луѓето живеат од тоа. Па и кај мене, јас сум од селото Октиси, знаеш? Кај 12 сатот гасни струјата, уличната. Зошто? Цело село е? Цело село е во темница. Да излезеш, не можеш да водиш нигде. Не е популарна, ама е потребна веќе. Инаку ќе почне да имате рестрикција во домаќинства, по ова па значи неопходно е. Али не многу да речем, ипак да може да луѓето да се движат, да комуницираат. Собствениците на бизниси бараат штедењето да се спроведе на поинаков начин. Не може цел кеј или цела улица да биде темна, нека бидат застапени светла на секоја втора, трета или четврта. Значи, градот е во црнила. Кеот е препун со кафичи, мора тие затвораат порано, никој не сака да излегува во темнина, никој не сака да шета во темнина. Градот е мртов. Ки цела година има групи кои што доаѓаат, сигурно никој не сака да престојува тука во еден темен град. Бидејќи со буџетот за оваа година не било предвидено поскапување на струјата со повисоки сметки за 3 до 4 пати, ќе се преземат мерки во јавното осветлување, соопштија од општината. Вела дека селективно исклучување ќе се врши во некои делови од градот и селата на рационален начин, со што ќе се елиминирала злоупотребата и истовремено ќе се заштедела. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чономорски од студиото во Вашингтон. Имајте убав ден. Пријатно.